Центарот за јавно здравје вообичаено, согласно своите програмски активности, пред почетокот на летната туристичка сезона, обично тоа е крајот на последната недела од месец мај и почетокот на јуни, врши мониторинг, односно контрола на квалитетот на водата во Охридското езеро од македонска страна на потегот од Свети Наум до Радожда. Секако и на квалитетот на водата во Црни Дрин и на квалитетот на водата во Деварското езеро. Вршени се анализите, земени се примероците на 25, на 29 мај и на 8 јуни. Вршени се комплетни физичко-хемиски и микробиолошки анализи и она што може да се каже дека во најголем број случаи квалитетот на водата во Охридското езеро е од прва класа, хемиски, а микробиолошки се класифицира како одлична. Имаме дел од примероци во струшкиот дел, значи околу капалиштата кои што се во градското, кои што гравитираат на градското јадро, значи тука имаме две капалишта кои што се втора класа и кои што микробиолошки се добри, што значи дека согласно законската регулатива сите тие води од прва и од втора класа во Охридското езеро може да се користат за капење, спорт и рекреација, значи нема никаков проблем нити аларм во таа насока. Она што загрижува и што е сигнификантно, особено во Охридскиот дел, тоа е делот кај така наречени деличарски клуб, кај Билјанини извори, кај студенчишта. Цевката која што тука се влива земена е вода и примерок е анализиран директно од цевката и тука имаме вода со класа 5, односно незадоволителна микробиолошки, што значи дека таа вода директно на некој начин го загадува каналот студенчишта, Билјанини извори, а со тоа и Охридското езеро. За среќа тоа не се покажува, бидејќи моќта на самопречистување на Охридското езеро како олиготрофно е многу голем. Таа вода е проточна вода, значи водата од каналот Билјанини извори е протечна, се разредува, па немаме некои големи испади, големо загадување во водата во Охридското езеро. Она што може да се каже е карактеристично за делот кај Грашница, кај градска плажа, тие води се со прва класа сега и со микробиолошки одлична, значи за оние зафати што беа правени, предпоставувам дека даваат резултати, но ќе видиме и ќе оставиме во текот на сезоната, во јули месец, кога ќе имаме поголемо користење на домакинството, односно поголем притисок од страна на туристичките објекти, туристите, со поголем број на гости се зголемува и притисокот врз Охридското езеро. Се надевам дека тоа ќе се нема да се одрази на квалитетот на водата во Охридското езеро, но ќе ја следиме континуирано состојбата во текот на целата летна туристичка сезона и навремено ќе ве известуваме. Околу ова што го спомнавте кај Деличарскиот клуб, тука во цевка која е предвидена за дождовна вода се приклучени најверојатно некои згради. Дали ќе се испита тоа кои се тие згради што се вклучили или може и помали приватни објекти? Дали ќе побарате да се преземе нешто? Ние нашите резултати, нашите извештаи и наоди ги испраќаме до соодветните државни институции, инспекции, локални и државни. На нив е да превземат мерки за расчистување, дали навистина имаме цевки кои што се приклучени на таа атмосферска вода. Точно е дека тука треба да биде атмосферска вода и точно е, она што ние можеме да го потврдиме, дека излегува фекална вода по анализите и по она што го гледаме. Зошто е тоа така и кои објекти, згради или куки, не знам што, се приклучени, тоа навистина надлежните и градежни, оние кои што го знаат катастарот подземен, значи кој се може да се приклучи или е приклучен, тие треба да превземат мерки соодветни, ние сме тука да ги вршиме анализите и да ги испраќаме онаму каде што е потребно. Дали со затоплувањето на зголемувањето на температурите и се развие на водата, ќе може да има измени во овој квалитет на водата на Охридското езеро? Очекуваме, од искуството што ги имаме години назад, очекуваме дека во јули и август водата ќе претрпи одредена деградација заради пред се
поголемиот број на гости, на туристи кои што ќе престојуваат покрај брегот и ќе го оптоварат колекторскиот систем, а самото тоа и Охридското езеро. Очекуваме одредена деградација, но се надевам дека тоа нема да биде вон оние рамки за таа вода да може да се користи за капење, спорт и рекреација. Со затоплување на водата сега негде температурата е околу 19,5-20 степени на водата, навистина невообичаено за овој период од годината кога што имавме на повисоки температури, но временските услови се такви какви што се, доколку потрае променливо време многу споро ќе се загрева водата, но очекуваме дека во јули ќе имаме веќе вода со температура од 24 степени и ќе биде навистина пријатна за капење. Она што е карактеристично за месец јуни, тоа е цветањето на алгите, кое што е во приобалниот дел и посебно во онај дел кај пристаниште и покрај Кеот. Имаме можда и несоодветна и не онака грда слика да кажам и неубав мирис, но тоа не е штетно по здравието на луѓето, нити е штетно по екосистемот на водата, на езерото, но сепак оние кои што имаат некои алергиски реакции при влез во водата може да биде од алгите и сето тоа треба да се испита кај соодветни стручни лица, специјалисти, за да се види дали е поврзано со тоа. Водата можеме да кажеме дека генерално е од прва и втора класа и може да се користи за капење, спорт и рекреација, значи во Охридското езеро од македонска страна.